Согласно член 36 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за јавни комунални дејности на Советот на општина Битола со предлог следниот дневен ред. Прва точка. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2026 до 2028 година. Втора точка. Програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2026 година. Трета точка. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишната програма за превоз на ученици и финансиска анализа на општински и меѓуопштински линијски превоз на територијата на општина Битола, општина Новац и општина Могила за 2026 година на МЈП Пела Ленг Битола. И четврта точка, одлука за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Битола на јавни површини. Кој е за вака предложениот дневен ред? Со 4 гласови за, едногласно е усвоен дневниот ред. Преминуваме на прва точка, програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2026 и 2028 година. Повели, тука е Маријана Спасевска. Добар ден, почитуван председател, почитувани советници. Материјалот ви беше испратен на сите, мислам дека го имате добиено, благовремено. Како точка на дневен ред на оваа комисија, како прва точка е предлог за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период 2026-2028 година. Измените кои што се однесуваат во оваа програма се дополнување на оваа програма со во буџетска програма Ј.Д. изградба и реконструкција на улици и локални патишта се додаваат две нови програми, и тоа Ј.Д.З. реконструкција на коловоз на улица Јорго Костовски, дел од улица Никола Ѓоргиевски Никлец и дел од улица Трајче Магловски во Битола. Ј.Д.З. санација и тампонирање на спореден пат од мостот на река Драгор кон базата на Гранит до мостот на река Драгор на Новачки пат. Јас само тука да појаснам по-конкретно за што станува збор. Реконструкција на коловозот горе на улица Јорго Костовски, тоа е горе Бадембалари, има еден проблематичен дел каде што луѓето канализационата мрежа е во очајна состојба. Веројатно би ме прашале зошто не се нашла во програмата кога ја носевме програмата, бидејќи проектната документација не беше готова. Проектната документација со одобрение за градење е веќе готова, ја имаме и таму ќе мора подхитно да се влези, бидејќи ситуацијата со канализационата мрежа е алармантна. Ќе видите понатаму, измените се однесуваат и на реконструкција на водоводна, на канализациона и на коловоз, така да кога ќе отвориме ова улица, ќе вршиме реконструкција и на водоводната, и на канализационата мрежа, и на коловозот. А што се однесува до другата точка, санација и тампонирање на спореден пат на мостот на река Драгор, кај базата на Гранит, до мостот на река Драгор на Новачки пат во Битола, ситуацијата на мостот на река Драгор е знатно влошена. Во моментот се работи на разгледување на проектното решение, бидејќи имавме ние проектна документација која што беше стара. Викнавме професори од градежен факултет да извршат анализи на таа проектна документација, дали е во ред. Се констатира дека треба да се дополнува, бидејќи стар е проектот. Се прават напори да се извршат измени и дополнувања на таа проектна документација, меѓутоа бидејќи тој пат е премногу оптеретен, посебно од возилата кои што носат јаглен до РЕК, до енергетскиот комбинат, бараме пред мостот. Изработивме веќе сообраќаен проект на кој што ќе се забрани движење на тешки товарни возила преку мостот со цел да го намалиме притисокот на мостот, а да пуштиме еден спореден пат кој што пред мостот се исклучува десно и излегува на Новачки пат. Тој пат треба да го прошириме, да го истампонираме за да можат по тој пат да врват во меѓувреме овие возила. Од тие причини ја додаваме оваа ставка. Понатаму во развојната програма Ј.Д.З. реконструкција на коловоз на улица 8 септември, дел од средства предвидени за реализација во 2026 во износ од 200.000 денари се префрлаат во 2027 година заради динамика на реализација.
Исто така во развојната програма ЈДД изградба на коловоз и паркинг на улицата Браќа Џаферови во 2027 година се додаваат дополнителни 22.000 денари заради постигната вредност согласно постапка за јавна набавка за избор на изведувач. Значи постапката конечно заврши, меѓутоа од предвидените средства 22.000 е повеќе, за да не ја поништуваме, ги дообезбедуваме овие 22.000 денари со средства во 2027 година. Понатаму во буџетска програма ЈИ изградба и реконструкција на системи за одведување и прочистување на отпадни води се додаваат 3 нови програми и тоа, еве ова за кој што говорев, изградба на мешовита канализациона мрежа со делумна реконструкција на постоечка мешовита канализациона мрежа на дел од улица Јорго Костовски, дел од улица Никола Ѓоргиевски Никлец и дел од улица Трајче Магловски во Битола. ЈИП премин на атмосферски канализационен приклучок преку Стрежевски канал во БЛР-4 со реконструкција на фекална канализациона мрежа на улица БЛР-4 во Битола. Таму каде што изведуваме во моментов градежни активности, се констатира дека во непосредна близина е Стрежевскиот канал и има лизгање на земјиштето, ќе мора тој дел да го решиме, затоа ги ставаме. Веќе изготвена е документација проектна. Понатаму ЈИЕ изградба на фекален и атмосферски приклучок за градинката во основното училиште Климент Охридски. Ова се тековни активности. Градинката во основното училиште Климент, во непосредна близина кај основното училиште Климент Охридски е веќе завршена, се работи на партерното уредување и треба да го изведиме фекалниот и атмосферски приклучок кој што е наша обврска, предвидуваме средства за таа намена. Понатаму во буџетска програма ЈГ изградба и реконструкција на систем за водоснабдување се додаваат 2 нови програми: реконструкција на водоводна мрежа повторно на Јорго Костовски профил 1, дел од улица Јорго Костовски профил 2 и дел од улица Трајче Магловски профил 3 во Битола. Потоа ЈГХ изградба на водоводен приклучок за градинката кај основното училиште Климент Охридски. А за сметка на тоа, во развојната програма ЈГЛ, реконструкција на водоводна линија на патот Битола-Поешево село Логоварди, дел од средствата кои што беа предвидени за реализација во 2026 година, во износ од 200.000 денари, се намалуваат заради крајна реализација на проектот. Проектот е веќе реализиран. Исто така, во оваа буџетска програма се прават измени и дополнувања. Во програмата ЈГЗ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Димитар Тодоровски или улица 11, во 2027 година се предвидуваат дополнителни 500.000 денари заради изведба на јазли на водоводната мрежа, кои што не беа дел од проектната документација, кои што мора да се изведат за да можеме да го реализираме проектот. Во програмата ЈГХ, реконструкција на водоводна мрежа на улица Чеде Филиповски во 2027 година се предвидуваат дополнителни 200.000 денари заради пропуштени монтажни елементи во предмер пресметката на проектот, то се лиено-железни капи. Под број 4 во буџетска програма ЈЛ, капитални расходи на други комунални услуги, се додава нова програма ЈЛА, реконструкција на кров со адаптација на кровен простор на административната зграда на општина Битола. Административната зграда во која што сме, што е ги градоначалникот, значи кровот течи од сите страни, се изработи проектна документација, таа е веќе готова и ја ставаме во програма. Во развојната програма ЈЛY, надзор над изведбата, дел од средства предвидени за реализација во 2026 година, во износ од 100.000 денари се префрлат во 2027 година заради динамика на реализација. И во буџетската програма КА, капитални расходи во културата, се вршат измени и дополнувања и тоа во развојна програма КАА, изградба на објект за терариум, зоолошка градина, во 2027 година се додаваат дополнителни 1.323.773 денари заради корекции во предмер пресметката на проектот. И во развојната програма КАБ, изградба на објект за копитари, зоолошка градина, во 2027 година се додаваат дополнителни 1.698.600 денари, исто заради корекции во предмер пресметката на проектот. Распределбата на средства по години за сите програми е прикажана во прилог 1 во табелата која е составен дел од оваа развојна програма. Ви благодарам. Благодарам. Дали има некој прашање? Толку нема, преминуваме на втора точка. Програма за измена на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2026 година.
Измените во оваа програма се однесуваат на начинот на одложено плаќање, значи нема измени во делот на градежните активности, она што е составен дел во табелата. Во оваа програма се вршат измени во начинот на одложено плаќање, тој е во текстуалниот дел во точка 6 римско точка 6. Надоместокот за уредување на градежно земјиште може да се наплатува по принцип на одложено плаќање, значи тоа е работа која што општината ја одлучува и вели дека може да се изврши олеснување во делот на плаќањето, но најмногу на 12 месечни рати со обезбедување на инструмент клаузула во договорот за сигурна динамика и банкарска гаранција за исполнување на договорната обврска. Промените се однесуваат во делот на износот кој што може и како може да го плаќаат. За износ за надоместок до 600.000 денари, надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа при исклучување на договор во целост. Претходно беше до 120.000 денари. Понатаму, за вкупен износ на надоместок од 600.000 денари до 1.200.000 денари, надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се плаќа на 6 еднакви месечни рати. Претходно беше од 120.000 до 600.000 денари. И третата измена, за вкупен надоместок над 1.200.000 денари, надоместок за уредување на градежно земјиште се плаќа на 12 еднакви месечни рати, а во основната програма, која што ја менуваме, тоа се однесуваше за надоместок над 600.000 денари. Тоа се измените во програмата за уредување на градежно земјиште. Прашања дали има? Толку нема, преминуваме на трета точка. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишната програма за превоз на ученици и финансиска анализа на општински и меѓуопштински линијски превоз на територијата на општина Битола, општина Новац и општина Могила 2026 на МЈП Пелалинк Битола. Повелете. Добар ден, почитуван председателе, почитувани советници. Се врши измена на годишната програма со тоа што линијата 8А се заменува со линија 8, каде што се воведува ново населено место, Брусник, со тоа што децата кои останаа без превоз, значи ги вклучуваме со ова измена, значи влегуваат и тие 5 дечиња што останаа без превоз. Поред. Прашање дали има? Долку нема, преминуваме на четврта точка. Одлука за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. Тука изработувачот, повеле. Добар ден. Програмата ја изработувавме веќе година и пол. Разработени се 19 точки во кои се сместен 38 видови на урбана опрема. Сите тие се групирани во 5 групи на урбана опрема, која што е поделена на монтажно-демонтажни објекти, опрема за настани манифестации, комерцијално-угостителска опрема, рекламно-информативна опрема и комунална опрема. Разгледувани се 7 локации со посебен третман, како Широксокак, Старата чаршија, градското шеталиште, улица Рузвелтова исто воведена, безистенот, плоштадите исто се третирани и новиот градски реонски пазар. Согласно последната регулатива, измените во Законот за урбанистичко планирање, односно новиот Закон за урбанистичко планирање, минималните патеки се зголемени на 165 сантиметри. Па така и целата програма е исто редефинирана со минималните стандарди согласно новиот закон. Во истата програма се предвидени општи стандарди и посебни стандарди за поставување на урбана опрема. Исто така за естетските карактеристики се препорачува јавно конкурсно решение за сите типови на урбана опрема. Накратко би ги образложил некои измени во сите точки што се во урбаната опрема. Во првата точка киосци, односно опрема за продажба на билети за јавен превоз, вестници и слично, се отстранети киосците од централното градско подрачје, се предвидуваат поставување на нови локации каде што е истото. Истите се предвидува да се изградат наново стандардизирани кои што ќе имат еден единствен лик во градот. Во точката 2 телефонски говорници, поштенски сандучини, информативни, интернет пултови, банкомати се дополнети со полначи за електрични возила, електрични автобуси и пакетомати. Телефонски говорници нема во функција, така да тие не се дефинирани.
Поставени се 8 полначи за електрични возила, од кои 2 се за автобуси на 8 локации. За автобуските стојалишта се дефинирани истите, бидејќи во овој момент сме информирани дека се изработува сообраќајна студија за целиот град, каде што ново предвидените ќе се вметнат во тој. Во објекти за обезбедување покрај стандардните што веќе се во МВР, во конзуларните представништва и за регулирање на паркинзи, предвидени се и паркетомати на истите локации за каде што се поставуваат објекти за регулирање на паркинзите. Во јавни санитарни јазди се 6 нови локации предвидени за монтажни јавни санитарни јазди. Во опрема за настани манифестации третирани се 13 локации низ целото градско подрачје, каде што веќе тековно се користат истите локации за поставување на истата опрема. Во 7-та точка, која што се од комерцијално-угостителски објекти, тераси со шанкови, тераси со настрешници или отворени покриени шанкови, се предвидени општите услови кои што важат за целата територија. Истите се дефинирани, може да ги разгледате во програмата. И како посебни услови ги се предвидени за Широк сокак, за Старата Битолска чаршија, за градското шеталиште, за Новиот пазар, Безистенот, мислам дека сите точки ги запази во тоа. Исто тука се дефинирање, во оваа точка се разработени сите проблеми кои што тековно ги имаме во истото, како дефинирање наголот на терасите за проодност, за минимална проодност. Исто така е дефинирано предлог за регулирање на користењето на градското зеленило, бидејќи голем дел од со претходната програма беше за забрането поставување на било каква опрема до јавното зеление, меѓутоа тоа видовме дека се злоупотребува доста и затоа е предлог да истата таа површина се користи, да сите корисници имат одговорност за истото јавно зеленило. Во наредната точка тезги, полици, витрини се предвидени и трициклите во истата оваа точка. Истите се дислоцирани од линијата на Широк сокак, бидејќи таа е претежно со деловни намени. Поставени се само на јужниот дел од Широк сокак и на градското шеталиште. Рекламно-промотивна опрема, во каде што се рекламните паноа, таму се предвидени повеќе типови на рекламни паноа, од големи билборди до мали, на улично осветлување, се до канделабри, па и партерно рекламирање. Овој систем го сметаме дека може да помогне најмногу за да самата програма биде самоодржлива. Туристичка сигналитика имаме доста распространета мрежа која што е веќе доста оштетена и сметаме дека треба да се изработи нова програма за поставување на овој тип на урбана опрема, која што ќе се дефинира и да ќе се, односно имаме детектиране проблем каде што за еден објект од културно-историско значење ние имаме и до 3 поставени табли. Сметам дека тоа е целосно непотребно, дека истите тие може да се постават како со една табла, да се дефинираат сите натаму. Детски игралишта ги имаме доста распространети низ градското ткиво, има и 16 нови локации, имаме 4 локации за опрема за забава на деца, чешми, фонтани се постојачки предвидени, канделабри, клупи, корпи се предвидени на големите пешачки зони, како Партизанска, улица Васко Карангелевски, Кејот, улица Филип Тори и така натаму. Велосипедски паркинзи се дефинирани условите за поставување на истите. Исто така се во оваа точка се предвидени дополнителна урбана опрема како полначи за електрични велосипеди, станици за поправка на велосипеди и паркинзи за градски велосипеди. Бариери и граничници согласно сообраќајните услови кои што ги имаме во градот се предвидени на повеќе локации каде што има доволно ширина за тротоарот, каде што нема предлагаме користење на жолти вичници кои што се подигнати, сметаме дека ќе се ослободат сите пешачки патеки од непрописно паркирани возила.
Имаме нова точка во програма за простор за оградување на контейнери, каде што се во овој би рекол првичен тест период се третирани централното градско подрачје и примарната улична мрежа. Во опрема за спортско-рекреативни активности предвидени се 6 нови зони дисперзирани во однос на градското подрачје во сите околни населби по една. Натаму предвидени се дека за поставување на секоја урбана опрема потребна е документација, односно елаборат. Надзорот е дефиниран дека треба да биде како инспекцијската служба, исто комуналните редари, исто така и при изработката функционираше едно координативно тело за сите проблеми што се затекнати со поставувањето на урбаната опрема во градот и сметам дека истото тоа треба да продолжи за пред се да може стручната јавност да ги дефинира одредени стандарди кои што би биле потребни за дефинирање за функционирање на јавниот простор. Финансирањето е предвидено од буџетот, но и со тежнење на самоодржливост преку самиот систем на наплата на комерцијалните и рекламно-информативните типови на урбана опрема. Оптималната временска рамка за реализирање на оваа програма ни е предвидена за 5 години. Би повикал на одредени прашања и имаме и одредени ние предлози како точки кои што би требало да се размислуваат за подобрување на самиот систем на поставување на урбана опрема. Ти благодарам. Прашање дали има од советниците? Павеле Кузмановски. Здраво на сите. Спомнавте дека ќе има 5 или 6, ако не се лажам, јавни тоалети уште. На кои локации ќе видат? Само момент. Предвидените локации ни се за Тумбе кафе, Офицерски, плоштад Гоце Делчев, парк Стив Наумов, парк Довлеџик и спортска сала. Дали е предвидена реконструкција на постоечките, пример овој кај сад кулата што е тоалетот? И дали е во целосна функција тој во моментот? Тоа е малце тешка точка, бидејќи урбаната опрема представува се што е отпрема. Истиот тоалет кај Јени џамија е објект. Така да тој е јавна санитарна јаздо која што е бетонско. А додека овие се типови на урбана опрема кои што ги имаме сретнато во повеќето градови, тие се монтажно-демонтажни системи кои што се приклучени на канализациона мрежа, меѓутоа не се гради. Така да на истото тоа прашање не можам да ви одговорам бидејќи тоа е реконструкција на објект. И уште едно прашање, рековте ќе има јавни паркиралишта за велосипеди. На кој бидејќи во центарот еве кај плоштадот, да речем, Гоце Делчев нема во моментот паркиралиште. Каде ќе бидат поставувани? Ме прашувате само за јавните паркиралишта за велосипеди? Да. Да, и на таа иста локација е предвидено јавно паркиралиште за велосипеди. Мислам дека и ако не се лажам, кај плоштадот Гоце Делчев веќе има 2 поставени паркиралишта за јавни велосипеди. Распространети се скоро низ целиот град, меѓутоа тие се истите, некои се донација од битолска млекара, некои се од донација од други компании, така да се распространети. Доста меѓутоа на сите локации се распространети. Дополнително, доколку некој сака исто тоа е наведено и во програмата за урбана опрема, доколку пример да речеме јавна установа или стамбена заедница сака да постави велосипедски паркинг пред нивната зграда, тоа е сето дозволено доколку се задоволат минималните услови кои што се да не се зафати буквално целиот тротоар за истото тоа. Доколку ги има минималните услови, секој може да поднесе елаборат за поставување на нов паркинг за велосипеди. Јагода, Павеле. Јас сакам да дадам една сугестија во врска со јавните тоалети. Сите знаеме кога патуваме, јас еве патувам групно
често со хорот со Стив Наумов и кога ќе стигнеме на одредена дестинација и сите бараме да одиме да се освежиме малце тоалети и така натаму. Предлагам паркингот кај спортската сала, дали може таму да се размисли, дали одговара таму да се направат јавни тоалети. Пошто таму стигнуваат сите туристи со автобуси за Бобитола. Би ви кажал, да, на таа локација е предвиден поставување на јавни санитарни јазли. Представена е во програмата, само не можам да видам точно на кој прилог е, меѓутоа во точка 5 јавни санитарни јазли ќе најдете лесно, е веќе поставена, мислам. Еве, меѓутоа да ми кажете. Да, кај паркинзите за паркиралиштата за автобуси, каде што се до нив е поставена локација за поставување на јавни санитарни јазди. И покрај тоа што таму е малце тесен простор, меѓутоа е нужно, да, се согласувам дека таму мора да ги има. Други прашања? Крстев Павели. Благодарам. Јас имам неколку прашања во врска со изворите на финансирање на програмата. Програмата вели за поставување на урбана опрема и на подрачјето на општина Битола се финансира од буџетот на општината за 2025 и 2026. Со оглед на тоа дека сега сме 26-та, веќе крај на март, имам неколку прашања. Колку досега средства се финансирани од страна на буџетот за по оваа програма, ако не, ако има, и колку се, и со оглед на тоа дека предвидувате да е само одржлива на начин што средствата собрани од монтажно-демонтажната опрема и опремата за настани манифестации, рекламно, овие сите да ги читам сега, категории на урбана опрема ќе послужат за подобрување на инфраструктурата за истите и одржување и подобрување на комуналната урбана опрема. Ме интересира досега дали ова програма со оглед на тоа дека е за 25-та, 26-та најверојатно веќе има прилив на финансиски средства и доколку има предвидувате тие да бидат на наменска сметка само за подобрување во иднина на тие работи или ќе влегуваат општо во буџетот па после ќе се определуваат по програма колку средства ќе се трошат? Не ве разбрав. Првично беше за дека е измината годината, така? Да, со оглед на тоа дека имате се финансира од општината 25-26. Тоа ме интересира колку досега се финансира. Самата програма, од кога ќе се изгласи, има одреден рок за реализација на истата, таа од 5 години. Оптимален рок ние го поставивме тоа. Истиот тој рок може да биде и 20 години. Во однос на тоа што го потенциравме ние за самоодржливост, ќе го објаснам како со еден обичен пример. Доколку, викам пример, доколку општина Битола реши да постави мали билборди на уличните светилки, мали рекламни паноа. И тие рекламни паноа ги постави, пример да речеме, на улица Васко Карангелевски. Со тоа што ќе се финансира тие, со парите добиени од улица Васко Карангелевски, тие истите може да се постават на улица Партизанска. Дополнително, кога ќе се постават тие на улица Партизанска, ќе се финансира поставување на друга улица, така тоа затоа ја нарековме дека може да биде самоодржлива. Доколку тој целиот систем биде исполнет на крај, тогаш сите средства добиени од тие мали рекламни паноа би се искористиле за поставување на клупи на Тумбе кафе, пример, која што е комунална опрема. Во другиот дел, во однос на финансиското работење, ние немаме такви информации да... Други прашања дали има од советниците? Имаме и гости од трициклата, повелете. Така што има микрофон. Така се слушам сега. Добар ден. Ние си тука што сме, работиме на градското шеталиште, односно поставуваме урбана опрема, во вид на трицикли, колички, штандови и продаваме одреден вид на храна и на пијалоци. Сега, согласно новата програма која што денес ја носите, едната страна е забранета целосно, односно десната. Дозволена е за поставување на урбана опрема само левата страна, долж бутките.
Ние повеќето сме на десната страна и нашите локации се избришани во новата програма и ќе има licitaција на тие места од десната страна. И сега ние, сите што сме од десната страна, ќе треба да доаѓаме до финансиски конфликти, да му licitираме на тие што се од левата страна, бидејќи ние ги немаме сопствените локации веќе и се многу мал број на локации од левата страна, бидејќи нас сите доволно не соберва. Како би можело некако да се направи десната страна да може да има одреден број на локации, барем за тие што сме биле таму години. Прашањето е зошто е избришана десната страна? Накратко, тоа е велосипедска патека и не е дозволено таму. Знам дека некој можеби не ја користи така, меѓутоа тоа е велосипедска патека и не се смета за небезбедно да таму може да се постави ваков тип на урбана опрема. Накратко. Иначе поставени се повеќе локации, целото шеталиште има 15 локации, истото го има и до детскиот парк, и во градскиот парк се поставени. Сметам дека тој цел број би бил доволен. Да речеме дека во околу градскиот парк имаме ние скоро 25 локации, сметам дека би било доволно за да се сервисира еден град со толкав капацитет. Доколку се појави потреба за дополнителни такви места, секогаш може да се дополни истиот број. И во однос на настани манифестации, кои што претпоставам дека се ваш интерес, за сите локации за настани манифестации се предвидени и пултови и трицикли во истото. Вака, значи прашањето ми е следно. Колку локации ќе има од левата страна моментално? На кои што ние ќе можеме да поставиме урбана опрема и да лицитираме кога ќе биде електронското надавање поставено? На левата страна се поставени 14 локации. До детскиот парк исто така се поставени дополнителни уште дополнителни 5 локации. Значи вкупно ќе биде 14 долж бутките во продолжеток и другите и во долу. градскиот парк. Да. А не може некаква опција да се направи од десната страна? Се знам дека има велосипедска патека која што не е функционална, бидејќи јас таму работам и пред мене нема велосипедска патека, јас не знаев дека има, бидејќи е избришана. Дали има некој план да се прецртва, да се направи нова велосипедска? Тоа со новата сообраќајна студија. Доколку истата си остане во сообраќајната студија, тоаш ние не можеме ништо да правиме. Тоа е буквално пат за велосипеди. Дали сега сепак може таму да дојде до некој несакан инцидент, така да не би можеле да поставиме на таа. Би било целосно неодговорно од наша страна да поставиме таму таков тип на урбана опрема. Значи во никој случај не би можело повторно десната страна за дури урбана. таму е запишана таа велосипедска патека. Согласно сообраќајната студија, ние не можеме да ја изменуваме на никој начин. Други прашања дали има? Повели? Колку вкупност е долу што продавате? И од левата и од десната страна сега во момент. 7 лица сме од десната страна и мислам дека се 5 или 6 од левата, така? Значи, во овие 14 места ќе ги бери сите, така тоа ми беше прашање. Да не беа 14. Со тоа што би сакал да напоменам дека за ова тип на урбана опрема, опремата се поставува само во работното време. После работното време истата не треба да биде поставена таму, бидејќи тогаш веќе представува како киоск. Тоа е веќе друг тип на урбана опрема, каде што немаме такви предвидени локации. Во точката 8, каде што се тезги, трицикли и опрема за изложување на производи, цела таа опрема се поставува исклучиво само во текот на работното време. Во работно време треба да е отстранета од јавната површина. Отстранета е, секој ден ја тргаме. Да. Ние работиме само кога е сончево. Да. Кога е сезона. А во врска со лицитацијата има некои насоки како ќе биде, што ќе биде? Не е точка на дневен ред таја Не? ден, е се само урбаната опрема. Други прашања дали има? Толку нема. Преминуваме кон гласање. Прва точка. Програма за измени и дополнување на програмата за развојни планови на општина Битола за период од 2026 до 2028 година. Пријатно.
3 гласови за, против нема, воздржан 1. Констатирам дека првата точка е усвоена. Втора точка. Програма за измени на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Битола за 2026 година. 3 гласови за, против нема, 1 воздржан. Точка 3. Решение за давање согласност на одлуката за усвојување на измена на годишната програма за превоз на ученици и финансиска анализа на општински и меѓуопштински линиски превоз на територијата на општина Битола, општина Новац и општина Могила за 2026 година на МЈП Пела Линк Битола. Со 4 гласови за, едногласно констатирам дека третата точка е усвоена. Четврта точка. Одлука за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола. 3 гласови за, против нема, 1 воздржан. Констатирам дека четвртата точка од дневниот ред е усвоена. Со оглед на тоа што дневниот ред е завршен, затворам седницата.